се, логично би било. Не, доста е со логиките, ама име не глатаме забор. Сам не дека нема уште зашто да се збора за нелогичностите кај нас. Фала Богу, бескрајна е таа тема. Ама знаеш како? Да слуша некој стварно и всушност да разбира што се збора, тоест да се поттикнува некаква позитивна промена со муабето, ај ке речиш ке продолжи да збора. Не бевате. Овде кај нас видовме како се сваќаат работи. Само контра, никако поинаку. Сите сакат кој се збора за другите, никој не киде тема на муабе. Сега може да име на интерпретацијата не ми е баш најдобра да речиме, пошто знаеш како луѓето обично се трудат, ќе сака да го направи смешно и ќе мисли како да го смисли нешто да биде смешно или ќе сака да го направи да биде оштро и ќе се труди, ќе ги бара збороите. Јас многу не се трудам. Да не речам јас ни концепт не правам, брат. Ја приклучвам камерата и почнувам да збор. Сааш вервај, сааш не вервај, во моментов немам појма темата ќе ме одне. И затоа многу пати кој треба почнам некоја нова тема, пуштам камерата и тоа што ќе ми дојде да зборам за тоа збор. Единствено нешто што ми е битно е да е вистина муабет, пошто нели вистинска телевизија. Да е нешто што го знам. Се следното нешто што знам е дека мора и шпица да клајме, да се знае која е емисијата, да не случајно некој не знае. А после шпицата мисламе дека ќе збораме за вистина, пошто нели вистинска телевизија. Така што пуштиме шпица ватина и одиме. Ајде бате, пуштај. Се шо е вистина? Има само една вистина, има една Македонија, белетеја, парчетеја, па ќе биде наша најмила. Часто патриотски влегвање во вистинава, човек. Вистината е, брат, реалноста. Се што е реално, точно. Се што не е лажно. Чубо го објаснам. Замерак. Вистината е тоа што е реално, што е стварно, точно, факт, реалност. Тоа е вистина. Освен ако живееш во свет полн со лаги. Ако и прашаш тие луѓе, вистината е за кој как. Пошто ако нешто имаме сватено во векот досега или би требало да имаме сватено, тоа е дека вистината многу лесно се манипулира. Зависи од тоа како е кажана, кој ја кажва, зошто. Многу битна работа е интерпретација. И сето тоа како дисциплина во денешно време се вика политика. А бога ми имаме политичари во народот, бате, ми се чини нема по-политички народ нигде во свет. Како си имат изучено сите да ја виткат вистината, да ја превиткуваат, да ја прават. Дотаму еде на работата што поќе не знаеш што е вистина, што не е. И воз да ги речат вистината боли. Боли нормално. Кој живееш во лажен свет, кој се лажиш себе си, лажиш другите, кој мани вистината боли. Нема потешко од тоа да те удри вистината ако живееш во лаги. Се ги речиш и оти тогаш луѓето во лаги живеат. Оти со сила си прат да ги боли. Отиде. Таш ти кажам оти. Оти е многу полесно да живееш во лаги. Не е полесно, изгледа дека е полесно на моментот. Тоа е тоа што го викат линија на мал отпор. Значи водата стално си ја наоѓа најлесната патека за движење. Е така и луѓето. Си велат зошто си ја мачам душата да одам негде на работа и да заработам како што прат сите и да плаќам сметки и така натаму. Ко можам од мама да земам 100, 200, 500, дом в казино, да ги чукнам на флипери, муфте пијачката и шо е моје ке си дојде. Во меѓувреме некој ако речи некоја далавера нешто да се направи, да се скрпари, тоа е бат. И неверојатно е колкав дел од народот живее така. Пошто ако се помачвавме сите малце од малце, ако дававме еден свој придонес сите како што треба, наместо да чекаме се да ни биде даен, сигурно ќе живеевме во многу поубаво општество. И тоа е факт, објективна вистина. Арно, ма зошто се мачиме сите и да живееме во поубаво општество, ако можеме да оставиме другите да се мачат, ние така да се обтегниме и да бараме да ни следва нешто. Мама да ми дај, тато да ми дај, од баба, од дедо нешто, општината да ми дај, државата. Што ќе се мачиме, работиме, ко можеме глумиме жртви да чекаме некој ни дај. Е тоа е вистината во која живееме. Еден тон работно способни луѓе преби да се лажат себе си отколку се соочат со реалноста и со вистината. Оти вистината, тоест реалноста е без компромиси. Сакал ти или некел, таа едноставно е. Постои. Само може да има некои други таму паралелни универзуми, немаме појма ние, ама таа реалност што имаме ние, таа е, нема друго. И за да опстоиш во неа мораш да работиш, да се оптеретиш и физички, и психички, има правила и прописи што мораш да иследиш и то не е ништо ново, како за сите, така и за тебе. И да бидеме реални, што треба за добар живот да имаш, бе, брат? Да имаш здравје, сите дома да бидат на куп здрави прави, да си работиш нешто што ќе ти носи доволно за да можеш да одгледаш фамилија. И се знам дека тоа е малце
доста контраверзно кај нас периодов, го правевме муавет минатата епизода. Ама во глобал, ако ги имаш овие работи, ако имаш работа, ако заработваш доволно, ако сте здрави, прави сите дома, тоа е бе брат, што треба друго? Се друго е плюс. Јарно, ама на многу луѓе во светот то не му е доволно. И откако постојат луѓето, и откако постојат општества, правила и така натаму, стално имало луѓе што барале пократки патеки, некои незаконски ствари, чуда и така натаму. Само што порано то толку многу и не се гледало, сега пошто има интернет и чуда ова она, луѓето покрај филмоите што ги гледат, сега гледат и се на интернет и уште поќе филму се прави. И во последно време никој не ќе да живее реалноста вистински како што треба, туку сите сакат да лажат, нешто да лавера, да се напре, да се скрпи. Ако може ништо не се работи, ама парината да си иде. Царски живот џанам. А никој не му кажува дека и да стигнат да живеат таков царски живот, вистината пак е тропни на врата. А вистината вели дека цароите биле едни од најнесрекните луѓе во постоењето на човештвото воопшто. Ретко кој цар доживеал длабока старо. Вистина имали и богатства и слуги и шо се не, а па биле стално намќор, па биле стално незадоволни, стално биле во опасност, стално нешто не му чинело. Што значи сите тие додатни ствари, богатства, луѓе и така натаму не можат да те направат среќен ако не се направиш ти сам. И зато колку и да пробваш со лажење, со идурми, со 300 чуда и да успееш на крај, пак ќе дојде вистината и пак ќе боли. Зато најубаво е човек да си се соочи со вистината од старт. Да ја прифати болката од вистината, да ја преброди и да си тера понатаму како што треба си тера. Пошто ако живееш вистински како што треба, ако си вистински човек, ако живееш искрен, ако си свесен дека реалноста носи и убави и неубави моменти, и ако научиш да се носиш со нив, тоаш нема како да те боли вистината. Јас не викам дека нема ти се случуваат лоши работи, пошто кој што рековме, во реалноста има и лошо и јарно, нема бегање од двете. Животот едноставно е таков каков што е. Ти можеш да кроиш планови, да имаш идеи колку сакаш, ама не можеш да го контролираш течението на настаните. Се што можеш да контролираш е дали ќе се соочиш со реалноста и ќе живееш како што треба, без разлика на се, или цел век ќе бегаш од реалноста и ќе си се лажиш себе си и ќе се трудиш да ги лажиш сите, да ги убедиш дека тоа што го правиш е како што треба и дека вистината многу боли на крај. И тука уствари влегва во игра таа манипулацијата на вистината. Зашто јас и не сум баш стручен да ви раскажам, тоа ќе треба некој што го работи до секојдневно ви кажува. Ама сите можеме секојдневно да видиме примери и по телевизија, и по интернет и сега. Сам то не од сега примери гледаме последните 35 години. Еднаш се кажува вака, после се кажува поинаку, па после не знам како. И сето тоа е од прилика вистина, негде на граница е тука, негде граничи со вистината, ама битно е да одговара таму кај што треба да одговара. Мислам ако се разбира. И пошто тоа е се што гледаме денешно време по интернет и по телевизија, сам тоа и турските серии, почна и луѓето да се подучват да се служат со такви техники во живот. И за жал се претвораме во едно општество кај што ќе испадне дека и да сакаш не можеш да знаеш што е вистина. Освен вистинска телевизија. Е сад душа вистината понекогаш знае да биде и субјективна работа. Пример за мене е вистина дека Битола е најубав град на свет. А бога ми за многу други. Јарно, ама за Скопје ни пример најубав е сол ова де Скопје. За ти како битолчанец ќе речиш како може Скопје да не е вистина. И оридјани ќе се сложат. Ќе ти речиш ја разбираш Морохридон бисер балкански. Прилепчанец од таа страна ќе му речи ебаго, трговски ова де Прилеп најубав. И сите тие изјави се еднакво вистина. Ако гледаме субјективно, ако гледаме објективно, Битола е најубава. Сам без конкуренција. И коментарите може да започнат. А објективно гледано сите градови кај нас имат уште многу за работа за постигнат тоа што треба го постигнат. Пошто сите си се преубави и си се автентични на свој начин, ама дека можат да бидат уште поубави и за гледање и за уживање и за живот и за се можат дефинитивно. Таа е објективната вистина. Се и објективната вистина може на некои субјекти да не му чини, ама знаеш како? Кој те праша? Длабока тема, ама му влеговме денес во длабокото малце. И то се трудев дур зборав да не навлезам премногу, пошто иако вистината е едноставна, незиното интерпретирање е комплексна тема. А реално вие не верувам дека сте дојдени тука кај мене комплексни теми да разглавам. Така што ќе му речиме доста е на денешната епизода и ќе му речиме добре дојде на викенд. Со надеж дека во ова наше комплексно живење, полно со лаги и клевети, наскоро ќе видиме белден. Ако ништо друго, после викендот ќе видиме нова епизода. Така што ви останете ми со здравје, поздрав и имајте убав ден.